Една од најубавите местности на Шарпланина, Лешница, се повеќе наликува на депонија наместо на предел со кој ќе може да се пофали новоформираниот национален парк. Се почести се сликите од таму со оставен смет. Од планинарските клубови велат дека тоа е резултат што државата не ги послуша нивните аларми, дека планината се уништува со правење на диви патишта за сечана шума. Се отворија голем број на пристапни патишта што сега се користат веќе од приватни возила, од джипови, од полесни коли и така да за среќа или за жал се повеќе луѓе одат на планина. Меѓутоа интензитетот на посетеност не следи културата на планинарењето. Сега секој и во секое време оди таму, но и остава ѓубре. Така сега веќе длабоко во планината, на места каде што до сега требаше 4-5 часа да се пристигне пешки, и тоа беа спремни да го прават само оние што се спортисти, односно планинари, аматери, љубители на планината, сега тие места се веќе лесно достапни и за излетници. Со тоа тенденцијата на загадување на планината е зголемена. И во најразвиените земји нема служба која собира смет по планини. Тоа треба самите да го прават тие кои ја посетуваат планината. Сите оние ѓубришта кои што се носат нагоре, сепак мора да ги вратиме назад дома, онаму од каде што сме ги донеле, а не да ги оставаме во планините. Она што најмалку може да направи националниот парк во овој момент е да постави ренџери на овие места, некоја си контрола која што ќе казни дел од планинарите кои што ќе го остават тоа ѓубре, за да понатаму имаме некој си казниво дело кој што понатаму ќе биде пример другите да не го прават ова. Статистиката вели дека 1/3 од отпадот што се прави во Македонија завршува надвор од депониите. Голем дел од таа количина останува на планините и реките и други места каде што не припаѓа.